конечно започнуваме да се развиваме и тоа е причината сите оние центри на моќ кои што не им одговара Македонија да биде повторно водечка и во економијата, и во мирот, и во стабилноста, и во меѓуетничките односи во регионот, да предизвикуваат тоа што го прават изминативе денови, што не сакаат оваа влада да успее, што не сакаат Македонија да биде стабилна, мирна, просперитетна, и тие се обидуваат со ваков тип на лешинарење и подметнување да функционираат, но ќе повторам, ние ќе се бориме и ќе ги победиме. Господине Мицков, може ли нешто? Да, велика. Човеков се заебава со сите нас, бе. Значи, вака сега да замислиме. Бидејќи, нели, он ни слика на нас една перцепција, една слика, прави една сцена, нели, драмски раскажува, овие околу него, не знам дали ги виде, клатат глави, да, браво, премиере. Он вика дека странските центри анализираат тие 15% раст на туристи, кои што до крај на година ќе биле 25%, и овие странски центри сваќаат дека ако сега не го стопираат на 15% растеж на странските туристи, дека онко ќе дојде на 25% странски туристи, што ја не верувам дека ни првата ни втората бројка е точна, но ајде еви да е точна, значи тие 10% нови туристи што он верува дека ќе дојдат, се клучни за Македонија да биде што? Втора економија у Европа, прва, да избиеме на чело. И они од љубомора ги активираат своите јатаци, како доаѓаат они у Трубарево и таму кај што палат пожари, и они сега се активираат со сите своји сили, со сите своји мрежи од странство, и што прават? Палат фабрики за батерии и така натаму, за да не успее неговата програма за туризам. Или не е добро уземљен, или се заебава со сите нас. Трето нема.